Добре дојдовте на нов Асном. Во нашата македонска национална историја, ние од секогаш сме имале жени пророчици, питии, кои ја предвидували иднината, но исто така кажували за минатото. Баба Вања беше една од нив. Таа веќе не е со нас, а нашиот соговорник Костадин Ристоманов од Ново село тврди дека македонската пророчица, односно Баба Вања, била последната македонска питија. Дине, добре дојде, Костадин, добре дојде во нашиот подкаст. Ти доаѓаш од Ново село, познат си во јавноста по многу активности твои, но една помало познаница е тоа што во твоето село е родена Баба Вања. Ти имаш искуство, ја знаеше Баба Вања и знаеш многу за незе. Тврдиш дека она била последната македонска питија. Така. Можеш да кажеш повеќе нешто за тоа? Што е питија? Да. И зошто е она последната? А нема после незе други? Да. Најпрво сакам да им обрнам внимание на оние кои што ќе не гледат. Овие зборови што ќе ги кажам во ова што следува, неколку пати да го гледат, да го проверат секој податок кој што го кажам, и нормално е дека кај секого кој се појави вакво некое бомбастично тврдење, нормално кај секоја индивидуа да се јави веднаш еден отпор. Тоа е природна човечка особина, но за тоа постојат втор, трет и четврт пат на гледање или проверување на податоците. Во колку исказот и кажувањата што следуваат, на гледачите им се јасни, логични, поврзани и најдат подкрепа во документите кои што ги имале до сега сретнато или ќе ги сретнат во иднина, тогаш тоа се вика доказна постапка и се вика дека тврдењето има смисла. Не велам дека е доказ, туку викам дека има смисла. Но во уште понатамошните, верувам, емисии што ќе можеме да ги снимаме или кои што ќе ги сретнат, ќе се открие една лепеза на неверојатни податоци кои што буквално можат да ја свртат текот на нашата историја македонска, а можеби и светска. Затоа што ако тврдиме ние дека пишуваните книги по историја во многу голем дел се фалсификувани намерно, случајно, при препишување и имало тенденција на прикривање на некои информации, бидејќи позната изреката дека историјата ја пишуваат победниците, тоа сосема логично значи дека тие победници никој пат нема да истакнат нешто кој што не им одговара. Ние знаеме дека нашиот пораст од 168 година пред Исус Христос, кога Персија губи битката против Емилио Луци кај местноста Клjuč или Клидон, сега се нарекува Пидна. Од тогаш на тука ретко кога сме били како нација победници да пишуваме историјата. Мал исклучок имало во времето, например, на цар Самуил, но неговата држба не била национална, туку била пред се верска, и во времето во средниот век кога немало така дефинирани национални држави, пред се верски. И затоа логично е дека од тогаш други не ја пишуваат историјата. Но овој подкаст сега ќе се обидеме преку две личности, тоа е Баба Вања и историска личност, тоа е функција, не е личност, тоа се повеќе личности во различни период, тоа е питија, јас ги поистоветувам со равенство еднакво и да видиме која е таа логика и што всушност преку постоењето на Баба Вања како пророчица
што можеме ние од незиниот живот и незината одлука за избор на локација за вечното почивалиште, што сака да ни каже. Тоа е целта на сегашниот подкаст. За почеток, Питија е, според официјално достапните информации, тоа што го читаме по книгите, Питија е една од жените пророчици кои живеат во градот Делфи, местото Делфи, кај што живееле во близина на некој си вулкан, од кај што се уште извирале пареи, и се тврди дека според пареите имало халуцинедно дејство таквите пари, и демек во еден ритуал таквите жени кои што морам да нагласиме дека биле сите девици, значи не били мажени, они имале способност да гледат, но само една била главна, и таа едната главна што може да гледа во минатото, во иднината, таа имала своја име Питија. Јас доаѓам од Источна Македонија, кај што сите кои што су Источна и Јужна Македонија, ние не кажуваме праша ја, ние кажуваме Питија. Тоа што пишува во тие светски енциклопедии или Википедии или не знам што, дека зборот Питија значило, доаѓало од името дека имало некоја голема змија Питон, па спрема неа, тоа мислам питоните знаеме кај живеат у топлите краишта, нема врска. Сум бил во местноста сегашно обележена Делфи, под сегашно одбележената планина Олимп, во сегашна Северна Грција, кај што апсолутно не одговара ни локацијата на Делфи, таму нема топла врела вода за да можат, или испарување од некој вулкан за да може да халуцинират, да има халуцигени дејства, и никако не одговара локацијата Делфи дека таму седиштето на сите ПТИ, сите пророчици кои можат да гледат напред и назад во минатото. Јас случајно сум роден и се уште живеам во Ново село, кај што е родена баба Вања, иако според официјалните пишувани документи, филмовите што е снимано, се вели дека е родена во Струмица. Она е нејзино крштевање обавено во тогашна грчка црква, и така е дадено нејзиното име Вангелица, бидејќи било без пари. Незиниот татко бил од многу сиромашна фамилија, ние денеска ги нарекуваме Сурчевци или Сурчеви. И тој бил овчар во Струмица, таму се... Дали фамилијата Сурчеви се уште живее во Ново село? Да, јас имам школски другар кој што е правнук на баба Вања. Така да тука се знае и локацијата на куќата. Имаше дури предлог да направиме музеј куќа на баба Вања, но од разни причини. Значи он е роден на Ново село, крстена во после 40 дена во Струмица, но и вратена Ново село. И повторно се вратиле бидејќи немало услови за живот, затоа што мајката на баба Вања починува многу млада и таткото како сам се враќа со својата ќерка во Ново село, живее таму, после се преженува со друга, има други деца. Баба Вања на некои, мислам, 6 години, она ослепува на едно место кој што од куќата кај што живеам не е повеќе од 150 метра. Ја носејќи она со една моја баба и една друга жена, носејќи јадање за овчарите кои ги поставиле овците под еден огромен дап кој што нас пред известно време го сечеа во низината. Ја фаќа еден ветар, ние го нарекуваме спида, еден вака овој, некој ќе го каже како тие ураганите или како тие силните ветришта, но тоа е бил инцидентен случај, така да тој ветар ја опфаќа неа, ја дига и некои си 150-200 метра ја носи и паѓа на ќошото, лозето, нашто лозе кај што е таму, кај што се собирани камењата и таму истечуваат очите според нејзите лично кажување на дедо ми што ви кажал.
фактички центрифугалната сила од ветрот што ја подига, на неја ги откорнува очите. И она била слепа, знаете, она е родена 1911 година, после Балканските војни ние подпаѓаме под кралство на срби, хрвати и словенци. Српските окупациони војски ја носат во Војводина да учи брајлива азбука за слепи и така натаму. Она се враќа и она почнува да гледа буквално на 6 април, кога почнува војната, кога Хитлер ја напаѓа тогаш на Југославија. Да гледа, да прогледува, да пророкува. Гледа, да, ние така велиме, да пророчува, да гледа напред и назад во времето. И она живее до 44 година септември, кога бугарите, бугарската окупациона војска капитулира и она има еден курзитет што зашто изнаме тие податоци, затоа што баба Вања заедно со еден Мите Гуштеров се вика од Петрич, кој што покасно станува сопруг, она заминува со војската, тоест со тие биле тогаш што оригиналното име се викат бугарски трудоваци, тоа е инженерска екипа кој што баш на тоа место кај што е подигната и кај што и се истекле очите, правиле еден мост таму, бугарска инженерска екипа, и од таа бугарска инженерска екипа се наоѓа тој Мите Гуштеров и еден мој дедо покасно на баба ми, на дедо ми за сестра, двете заедно заминуваат со војската се повлекува, а баба Вања станува сна во Петрич, во Гуштерови. Под кои околности она станува сна? Како она слепа? Суштината е баш на тоа, да кажеме, има многу филмови за баба Вања снимано, и јас имам гледано поготово од незините блиски фамилии, незините внуци и внуки кои снимале филмови, но интересно е тоа што јас имам таа привилегија да имам изворни податоци кои што не се пишани, не се од филмовите, и многу чудно е, 44 година баба Вања има 33 години и она е слепа и веќе неколку 3-4 години гледа у Ново село, да кажеме, нели, или ги прима сите луѓе, им дава совети едно друго. И 44-та вечерта пред да се иселат бугарската армија, идниот незин сопруг Мите Гуштеров доаѓа кај неа, веројатно да ја праша за неговиот брат дали е жив, дали не е жив, и баба Вања, еве јас ќе ви раскажам приказната што ја знам од мојот дедо, од моите баби, кои што се врстници биле со неа и се лично познавале, или се кога на ниво на некои 150 метра растојание кои живееле, соседи били, нели. Значи она му вели на Мите, јас се повикав, ма јас вика сум дошол за да гледаш на брат ми, ти не се секирај за брат ти е жив, ќе си дојде, јас те повикав да ти кажам, оти е решено, јас да ти бидам жена, а ти да ми бидеш маж. И Мите вика, абе како јас сега, јас имам свршеница у Петрич, ме чека, знаеш, како јас тебе не те ни познавам, Мите така е решено и мора тоа да биде. И еве, нека секој си претпостави како успеала во тоа време една жена од 33 години веќе за денешни услови, ние ќе ја наречеме стара мома, нели? Не е била многу прилика за женење, нели? Уште повеќе што е слепа и нормално дека никој не би сакал, не дај Боже, нели, но сепак како има некој веќе свршеница да откаже свршеницата, а да си земе некој постара и слепа, сега реално да кажеме, не е некој нормален случај. Веќе уште во старт веќе имаме некој интересен настан кој што треба се објасни, но утредента таа заминува со Мите Гуштеров. Мите Гуштеров е носил Петрич, неговата мајка не сакала да ја види воопште, не сакала да ја прифати како сна, бидејќи они си имат веќе свршеница, некој веќе збор дале дека ќе биде таа сна, и тоа било скандал на некој начин, како сега тоа да им објасне на другото семејство, зошто било, како тоа е на друго, и баба Вања никој пат немала добри односи додека била жива се крвата незина. Но втори интересен податок е тоа што
тој Мите Гуштеров, некаде мислам дека е 59 година, починува од рак, од цироза. Тој се оддал на пиење, буквално, бидејќи веројатно не можел да свати тоа што е клучното. Како е можно да тој ја зел од Ново село и ја носел и се откажал од претходната свршеница, ја носи како сопруга, а они да немат деца, тоест не само што немале деца. Мите Гуштеров не смел да се приближи како маж на неговата сопруга. И он никако не може да освати тоа зошто. Зошто направил таков гест, зошто направил такво нешто, а неговата сопруга не се однесува како сопруга. Тоа е еден од клучните моменти за откривањето, за одгатнувањето на мистеријата и насловот на емисијата Баба Вања, последната македонска питија, бидејќи основниот услов, како што реков, за некој во легендата за питија е таа да биде невина, таа да биде девица. Значи, Баба Вања многу добро знаела дека ако биде со својот маж и дека ќе изгуби таа способност за гледање, за предвидување. И овде морам да кажеме на реалност, да кажеме дека денешната црква не ја признава неа како за пророчица, сметајќи дека тие дарби се дадени од ѓаволот. Јас не знам, јас не можам да тврдам ни едното ни другото, но сепак јас мислам дека ако имате дарба дадена од ѓаволот, би требало да правите лоши работи. Но ако имате дарба од Господ, тогаш ќе правите добра работа. Јас не знам за една лоша работа Баба Вања да направила, а правила цело време помагала на луѓето. Така да тоа тврдење, тоа малку треба да се преиспита и мислам дека треба да се утврдат фактите. Но тоа не е моја работа и не е тема на оваа емисија, но темата е тоа дека зошто Баба Вања се решила на тој чекор да отиде во Петрич да живее, а при тоа да немат никакви брачни обврски према својот сопруг, затоа што она предвидела и знаела дека после 44 година, после завршувањето на војната, она видела дека ќе има граница меѓу сегашната граница меѓу Македонија и Бугарија, и она увидела дека тогаш, не знам колку се сеќават гледачите, тогаш само со специјални пропусници можеше да се отиде за Бугарија. Дел од нашата полиција одобрено, дел од полицијата од Бугарија, и најчесто одеа или вака ептен родински врски кои што имат, или наши и душници или нивни душници поминуваа по границата. И за тоа се прави првото свиждање, да кажеме, баш 52 година на граничниот премин меѓу Ново село и Бугарија, кај што имало илјадници луѓе, и тамо јас знам точно имало толку многу луѓе, буквално не можело да се размине човек. Сеќавам од личната раскажување на мајка ми и татко ми, кога ја нашле Вања да ја прашат, бидејќи мајка ми има аманет, била спасена од неа кога била бебе. Мајка ми 38 година родена и била 41-2 година, била се уште дете, била тешко болно, Вања излечила и дала аманет како да се одолжи. Па на баба ми кажала, од свадбата дар да ми пратите, тоа е така се раздолжува, нели? И они пратиле дар, па на свиждањето да ја сретнат и да ја прашат дали да го добила дар, таа кои се приближиле позади од грб, таа иако не гледала, не се ни свртела, само кажала, го имам поклоно добиено, фала многу, но мој Мите е многу болен, морам да идам, и после неколку известно време незинот сопруг починува од цироза на тропот, од преголема количина на алкохол. Тој бил казнет. Он бил жртва на некој начин за гревота, но така е, да кажеме, бил жртва на незиниот порив да биде таа пророчица. Значи, незиното инсистирање и начинот како да оди до Петрич и да остане таму, но зошто го прави тоа? Зошто? Тоа е прашањето. Зошто сето тоа го прави, со кои моќи успела да го убеди Мите да ја земе и така натаму?
а при тоа да немат фамилија, да немат деца, одговорот се крие во изборот на незиното вечно почивалиште. Таа избира едно место, се вика тоа Рупите, тоа се едни дупки од кај што излегува водена парија, која асоцира на објаснувањето на Делфи, и кај што тоа е лековита вода, тоа се наоѓа во едно угасено, во одамна изгаснат вулкан, а тој вулкан се наоѓа на некоја тромеѓе меѓу Огражден, Беласица и Пирин планина. Така е баш тоа се наоѓа и веројатно вкрстувањето на тие три планински масиви, таму имаме тектонско активност и некогаш имало вулкан, а денеска таму има се уште се гледа вода како извира од оздола, врела вода, толку топла што може да се изгори човек. Луѓето ги користат тие благодети за лечење. Она бира таму тоа место го бира за вечно почивалиште. Таму гради една специфична црква која што воопште не е по каноните на православието, нели и Бугарија православна исто, но не сакал тогашниот патриарх да освети црквата, бидејќи ниту свреските, ниту формата на црквата не одговара на каноните на денешната црква. Но за мене интересно е тоа што се поклопува незиното вечно почивалиште за кое што она вели: тука јас ги слушам моите предци, ги слушам сите крикови на илјадници луѓе кои што се овде убиени и јас тука припаѓам кај моите предци. И уште поинтересно е тоа што всушност она го бира локацијата, не укажува локацијата на Делфи. Во некоја непосредна близина, не знам, мислам дека не е повеќе од 700 метра од таа локација, се наоѓа еден многу важен град, антички град, кој денес носи име Хераклеа Синтика, кој што бугарски археолози немат ни 5% откриено тој град, кај што се пронаоѓаат едни сензационални откритија, зачувани бисти едно друго, и бугарите го прогласија тој град за град на македонските цареви. Многу интересно е тоа што они покасно таа табела нормално после некои им нареди да ја сменат и напиша сега антички град Хераклеа Синтик. Кои се доказите за тврдењето дека баба Вања е последната македонска питија? Всушност таа ни покажува не само локацијата на градот Делфи, таа ни покажува и нешто друго. Таа ни покажува локацијата на планината Олимп. Бидејќи според античките пишувања Делфи се наоѓа во подножјето на планината Олимп. А позади Рупите, позади местото, локацијата кај што тврдам јас дека Делфи, се наоѓа планината Пирин, и последниот масив од планината Пирин се нарекува, сега носи име Славјанка. Многу симптоматично е тоа што после смртта на Ѓорѓи Димитров во Бугарија се менувани имињата на локалните, околните градови. Така, од Неврокоп станува Гоце Делчев, од Свети Врач станува Сандански, од Горна Џумаја станува Благоевград. Кој е мотивот после смртта на Ѓорѓи Димитров да се менуваат тие имиња? Кој е мотивот, е прашувам. Јас мислам дека повторно е тоа за да се прикријат тие трагови кои што сега излегуваат на видео. Ако Свети Врач не го добил името по тоа што таму врачевите вражеле, врачевите лекуваат, гледат во минатото, гледат во иднината. Нели е тоа логично да Делфи и Свети Врач да имат едно иста функција, само различно име? Ако
Делфи се наоѓа на подножјето на планината Олимп, тогаш зошто да не планината Пирин да биде таа Олимп, бидејќи според античките пишувања вели дека планината Олимп е највисоката планина во Македонија. И тоа во Македонија. Значи, оваа Олимп сега што ја знаеме, доле, и градот Делфи, таму нити топла вода извира, јас сум бил таму, во близина на морето е таму, во близина на Катарини, во близината на пиратите, кај што нема никакви услови таму за безбедно функционирање на таков град. Но што посимптоматично е тоа што, верували или не, нашите предци, нашите луѓе кои што ја знаеле вистината, немале начин како да ги да ги пренесат тие знаења, па тие ги знаења и такви историски податоци ги објават јавно. Еве, ќе ви кажем една реченица која што не е моја, вели вака: ако сакате да скриете нешто, идеално да го скриете, вие го објавете на апла, што викаме ние, на отворено. И никој нема да сомнева дека тоа е нешто најтајното и најскришното. На што алудирам? Ако прочитате и од денешната Википедија за грбот на Македонија, ако прочитате, вие ќе прочитате дека грбот на Македонија има една планина, која што се вели Пирин планина. Таа е Пирин планина и објаснувањето е за тоа што таму многу гинеле народ едно друго за борбата на Македонија. Добро е, сега имаме Шар планина или Цар планина, имаме Пелистер, имаме Беласица, имаме планини колку сакаш. Зошто баш Пирин? Зошто токму баш Пирин? Ако погледаме грбот на Македонија да погледнеме, но не сегашниот. Да погледнеме тој што 45-та година е официализиран, 44-45 година, кој што е официализиран, ќе видиме една друга контура на планината Пирин, една друга контура кој што, јас имам фотографија, се надам дека ќе одат заедно со тоа што кажувам, кај што меѓу две планини се појавува третата од позади и контурите асоцираат токму на таа славјанка. Доле има вода, нели? Водата демек бил Вардар, нема врска, водата е Спитско блато. И они, нашите предци всушност ја покажуваат локацијата на нашата историја. Не случајно ја ставиле Пирин планина, да бараме таму одговори. Јас се надевам дека ќе имаме друга можност да ја поврземе и целокупната историја со најубавото место од кај што се наблюдува идентичноста она што го има на грбот на Македонија, без знаеш дали е тој стариот или новиот, се работи за контурите на планината. Најдоброто локација од кај што се гледа во кога чисто времето, после дошт и кога е сончево, и всушност денешната бања Банско. Кој е абсурдот? Таа бања Банско се наоѓа точно под неа се наоѓа Моноспитско блато, и таа година 46-та кога се менуваат 40 и која година кога се менуваат во Бугарија 53-та или кога се менуваат имињата, кај нас првата работна акција, доброволна работна акција, нашиот тогашен лидер Тито изгледа не спел, па на македонци да им помогне, и акцијата е присушување на Моноспитското блато под изговор да се зголеми површината, плодната површина за земјоделците, но имало многу комарци и многу луѓе умирале од маларија. Ние комарците гледаме денеска како да ги хранеме се повеќе и повеќе се, нема воопшто, не е извршена таа задача. Да, добиени се повеќе земја, но јас тврдам дека присушувањето на Моноспитско блато е извршено за да се очисти траговите во водата, кои што се артефактите, да не ги најдеме ние после, да видиме се очисти тоа. И повторно нашите луѓе кои што работеле таму, кои знаеле целата историја, од таа работна акција формират една прва оператива, градежна оператива, и која е нарекле Пелагонија. Ние знаеме дека П и Б
се меша, знаеме, во грчкиот јазик, сегашен грчки, во кој не јазикот М и П, М и Б се М и П се Б, немат Б. И тоа М и П, ако го читаме, М-та не е ни изговарам, М-П-Л, 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 и наместо Бела, ние денеска читаме Пела. И тоа е зошто луѓето, чистејќи таму, во Муноспито, во Стурбишка котлина, толку далеко од Пелистер, толку далеко од Пелагонија, и дали име на таа оператива да се вика Пелагонија. Мотивот е истиот мотив. Тој што го цртал го дал грбот на Македонија, избрал дека Пирин планина, и тие не насочуват на локацијата да ја бараме Бела. Еден ден, се надам, наредна емисија ќе докажеме дека е Бела е фактички да нешто Бања Банско. Но да се вратиме на баба Вања како последна пророчица и последна македонска питија. Има фреска у кој што се гледа како Филип II оди кај Питија да ја пита или да ја праша дали боговите конечно ќе се смилуваат и дали ќе добие тој Божи дар да има свој наследник и да има царски наследник. Таа фреска јас мислам може да ја најдете на интернет. Повторно покажува истата доказ дека многу блиску било локацијата кај што е Делфи и локацијата кај што е Бела. Не е Бела е Бела града, не е Пела. Така да имаме уште еден податок дека Емилио Луци кога навлегол при последната битка со последниот македонски цар Персеј, кога Персеј доживува пораз, Емилио Луци така пишува дословно, се истовара со своите легии на устието на Струма, кој што било единственото пристаниште, солунско пристаниште се уште не постои. И кога видел дека има една клисура тука, сега има бугарско-грчката граница, е таму лоциран кај местноста Кулата, кој што вика, таа на тесност таму кај што Струма, реката Струма пробива пат кон Беломто море. Кога видел дека тој премин таму е нечуван, влегол во котлината погоре и поминува покрај Петра е Петрич, и поминува покрај Пити. Значи, Пити има местност, значи, тогаш важни места биле Петра и Пити. Ако Петра е Петрич, тогаш Пити што е? Значи, Делфи не бил секој пат името Делфи, имало и насивот на тоа место кај што одиш да ја питаш Питија е Пити. И тоа стои како податок. Се судира со војската на Персеј кај местоста Клидон, а Клидон на тој кој не јазик значи клjuč. Ние ден денеска имаме на планината Беласица, кај што најтесно меѓу ограждени Беласица вика клjuč, затоа што тука заклучува котлината, се судира со војската на Персеј и Персеј после со остаткот од војската, поразената војска, кога завршила битката околу Пладне, до вечер, до касно во ноќта се вратил со војската во Бела, во главниот град Бела. Од местноста клjuč до сегашното, што тврдам јас дека е Банско, Бела има негде околу 3-14 км, што многу лесно по подгорскиот пат се стига до тоа место, но ако одиме по официјалното тврдење дека битката се случила кај Клидон или Пидна, тоест падна толе кај Катерини, кај што велиме ние дека е, 53-4 км има до сегашната локација кај што официјално е кажан дека е Пела, тоест Бела. Мислам дека поразена војска, не да е поразена и најозарена, да е најсреќната војска, 53 км не може да помине за 5-6 часа. Значи нема, податоците контрадикторни. Затоа животот на многу луѓе, на наши предци,
нивниот живопис или објаснувањето зошто донесувале такви одлуки, тие луѓе ни дават такви податоци, безценити податоци, кои што само ако логично ги ние анализираме и ги поставиме на географската карта, сите настани ќе ни се откријат на само место, на лице место. Така и животот на баба Вања, кој што јас тврдам дека последната македонска питија, таа со својот животен пат ни открива, ни ги покажува, ги лоцира градовите, вистинските локации на градовите кои што биле македонски и од македонско значење, и преку комбинирање на податоците, да кажеме, и барање сомнителност во постапките зошто сето тоа се случува, можеме да видиме дека да се разоткриеме нашата историја, нашите предци оставиле трагови, грбот на Македонија, прочистувањето на Монспитско блато и сите тие други информации, како што е Хераклеја, град на македонските цареви, какви цареви, ако немало ублизина цареви, како што и цареви кули од Струмица, пак немало цареви, ама имаме цареви кули. Сликата полека се избиструва и можеме да заклучиме дека постои полицајски се изразам отворено сомнение дека не се локациите на тие важни градови тамо кај што денеска ги насочуваат. Ако историските книги се фалсикувани, тогаш логично е и локациите на тие места да се фалсикувани, тоа сега да ни ги посочуваат на сосема друга локација. Но наша задача и благодарение на вас и вакви подкасти е да известиме јавност, да ги поттикнеме, ова што го јас тврдам, да го докажеме, или па нека се негира, па ќе испаднат некои други докази и на тој начин да си го одбраниме нашиот историски идентитет и не само за нас, туку и за малку пошироко и за луѓето кои што потекнуваат од таква една славна лоза што била Македонија во минатото. Костадин, благодарам многу за оваа информација што денес ја сподели со мене и со вас, драги гледачи. Јас се надевам дека ова ќе биде само еден почеток од еден серијал кој ќе го имаме. Благодарам што беше гостин. Благодарам што не следевте во овој интересен подкаст. Следете не, ќе има повеќе и што може да кажеме за иднината и за минатото и ќе имаме еден серијал што го планираме со Костадин, каде што ќе дознаете доста интересни работи, доста интересни историски факти и кажувања што може би не се дел од нашата историја званична што ја учиме во книгите, но што е околу нас и што ние треба да би кажал, да исчистиме таа прашина, за да ги дознаеме сите факти и цела информација, за да донесеме прави одлуки. Благодарам уште еднаш, до следното јавување, се најдобро.